8 часот и 30 минути, магливо утро во Скопје, а екипата на Сообраќајна хроника тргнува за Охрид. Ако се суди според овој знак овде, оддалеченоста до Охрид од тука е 157 км и ако возиме со просечна брзина од околу 80 км на час, би требало да стигнеме некаде за 2 часа. Меѓутоа, ние имаме и неколку попатни станици. Одиме. Автопатот до Тетово е во солидна состојба. Делницата од Тетово до Гостивар не нуди доволно безбеден сообраќај, но добро е тоа што во последниот период јавното претпријатие за државни патишта ја обновува заштитната ограда. Да напоменеме и тоа дека на излезот од Гостивар и подоцна на влезот во Кичево забележавме знаци кои што ако ги поставиле од локалните самоуправи, тогаш се противзаконски, бидејќи сигнализацијата и одржувањето на магистралните патишта и автопатите се во надлежност на државните институции. Потоа наидовме и на оштетените сообраќајни знаци. Таму кај што има се оштетени, а некаде каде што треба ги нема. Движејќи се кон Охрид, она што можеме да го забележиме од Гостивар до Стража и од Стража спуштајќи се кон Кичево, ниеден од мостовите не е обележен со сообраќајен знак, а тоа е многу важно, особено за зимскиот период, кога температурите паѓаат далеку под нулата и најпрво тука се јавува голомразицата, што возачите ги доведува во сериозна опасност. Поставен е нов асфалт од влезот до излезот на Кичево, но треба подобро да се обележи крстосницата на излезот од градот, која што и не е осветлена и е опасна за возачите. И она што можевме да го забележиме, новиот автопат од Кичево за Охрид интензивно се гради. И по 3 часа патување и неколку попатни станици стигнавме во Охрид. Наш интерес се сообраќајните теми во градот и патиштата што ги покрива полициското оделение за безбедност во патниот сообраќај од Охрид, како и улогата на локалната самоуправа за зголемена безбедност во патниот сообраќај. Полициската станица за безбедност во патниот сообраќај покрива малку поголема должина во патниот сообраќај, имајќи го во предвид, односно земајќи го предвид делницата. Најпрво од Охрид према Свети Наум на една должина околу 30 км. Делница Охрид према Ресен до превојот Буково околу 28 км. Патниот правец према Кичево до Пресека, Охрид према Пресека околу 30 км должина. Патниот правец према Струга на околу 15 км и магистрална патна мрежа и регионална, односно и стариот и новиот до река Сатеска околу 15 км во вкупна должина. Каква е општата безбедносна состојба? Што велат податоците? Па, имајќи во предвид целокупната безбедност во патниот сообраќај, од направените анализи може да се уочи, односно анализирајќи тие анализи, може да се уочи дека општата безбедност во патниот сообраќај е подобрена за разлика од претходната 2013 година, споредувајќи со 2014 во истиот временски период, за околу 25% подобрување, а имајќи во предвид и анализирајќи податоците во поглед на догодените сообраќајни незгоди, без разлика дали истите се како вкупна бројка, догодени како со последица со тешки телесни повреди и она катастрофални со смртни последици. Дали тоа се должи и на вашето поголемо присуство на терен? Па точно така,
нашето присуство секојдневно е зголемено на подрачјето, како во централно градско подрачје, така и надвор централно патно градско подрачје, имајќи го предвид овие патни правци претходно што ги напоменав, делниците што се према Свети Наум, делниците према Кичево, према Струга и према Ресен, отворени патни правци каде што на тие делници е загрозена безбедноста во сообраќајот, со возила, односно со учесници во сообраќајот, она категорија учесници каде што не се прилагодува брзината према состојбите условите на патот, односно се вози со зголемена брзина, а тоа подрачје е такво што на таа делница имаме и населени места каде што се загрозува безбедноста на сите учесници во сообраќајот, имајќи во претежно на велосипедистите и пешаците кои се движат на таа делница. Дали превземате само репресивни мерки или имате и дел едукативни? Па пред се во секојдневните работи и работни задачи од страна на МВР, односно полициската станица за безбедност на патниот сообраќај, покрај оние репресивни мерки што се преземаат, во склоп на сите активности, оние секојдневни активности се преземаат и превентивни мерки. Превентивните мерки со тоа што на самото место, доколку се уочи од страна на полициски службеник дека прекршокот може да влијае и со сообраќајна воспитна мерка, поука, укажување на самото место, предупредување, истото би влијаело за понатака да не би се сторил тој прекршок или самото укажување тука понатака би бил елиминиран тој прекршок и истото би влијаело да понатака не се прави тој прекршок, би се искористила и таа сообраќајна воспитна мерка, почнувајќи од самото предупредување лицемесно, устно, писмено или пак и дополнително со повикување на сообраќајна поука што од страна на полициската станица се спроведува во соодветни автошколи со наше присуство и со присуство на стручни лица во самите автошколи на подрачјето во Охрид. Што е со овие ранливи категории во сообраќајот, пешаците, велосипедистите и мотоциклисти? Па доста е зачестена појавата на таа категорија на учесници во сообраќајот кои покрај што се загрозени, а и самите истите го чинат тој прекршок, односно прават прекршок, ја попречуваат, односно ја загрозуваат безбедноста на останатите учесници во сообраќајот, но истите се загрозени како таа ранлива категорија на учесници во сообраќајот. За таа цел од наша страна секојдневно покрај редовните задачи, приоритетно во овој период, барем во овој период и периодот што веќе измина и летниот период, се преземаат мерки во поглед на таа категорија на учесници во сообраќајот, со тоа што имајќи во предвид пешаците кои не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, неправилно ја преминуваат улицата, неправилно ја користат сообраќајната површина која е наменета за движење на истите, не ги почитуваат светлосно сообраќајните знаци семафори, поминуваат на несоодветно светло, односно поминуваат на црвен семафор. Најпрво приоритетно за нив се ова што претходно го напоменавме, се спроведува, односно се повикуваат на сообраќајна воспитна мерка, сообраќајна поука и сметам дека околу 90% истата е влијателна према нив и во иднина е намалена таа бројка на сторување на тој прекршок со тоа што се подобрува безбедноста на тие учесници во сообраќајот, односно истите веќе ги почитуваат тие сообраќајни правила и прописи. Како таксист постојано сте нели во движење низ градов, како сте задоволни од сообраќајот? Во градов овде во Охрид? Па ево сега малку стегна со закониви, големи казни ово, поќе почнеме да внимаваме, лично од мене почнувам. Тоа е добро до негде, али со ситуацијава во држава, со плативе, не може секој да плати 300 евра казна, да речеме како што е на пешачки. Тоа е многу. Нас не одраја таксисти. Јас како пешак и како учесник во сообраќајов, а плюс то сум дел така и од казниве, работам во курир во судов. Сега ги зголемија казниве, ама народов немат пари, мислам, не е тоа метод да додиш како воспитна мерка да биде со тие високи казни. Заклетвата на полицајците не им е да те казнет, него да ти кажат дека овдека грешиш, да ти земет име и презиме, речиме еднош два пати како воспитна мерка, таа е рачунано, а не е рачунано воспитна мерка полицаец да се скријат, издигнат на радар и викат возиш 50, а дозволено е 40. Значи, полна линија, да помениш на црвено, а воспитна мерка, речам да ја земиш, да ти ја земат возачка дозвола. Катастрофа, тоа ти е исто како да те ставили на количка во денешно време. Дали вака секогаш на рад со велосипедов си се движите по патекава? Да,
Значи дека секогаш ви е слободна? Не е баш секој. Не е. Вие узурпираат понекогаш? Ами врват луѓе кои се штурат и тоа. А возачи некогаш паркираат возила? На други места овде не се видел, на други места. Се чувствувате доволно безбеден како велосипедист во градов? Па не баш, не. Не, лудо возат. Млада генерација, Со јаки коли? тоа е. Сите се мало криви, ама тоа е се. Овде Значи закон- треба поголема култура, така? Да, поголема и то многу, не мало. Тоа е. Па ви рекол во добро е, имат култура, имат. Се почитуваат сообраќајните правила и прописи? Мислам во центарот во градов да, али надвор ако идеш према да речем регионални патишта, ако идеш надвор не. Ама видите се, не може знаков да биде 40 со возниот парк кога имавме Југо, кога имавме Фиат 1300. Сега држава дозволи се доведува многу модерни автомобили. 40 за Мерцедес, за Опел Вектра, за Пасат, исто како да се движи пешки. Што се случува со ранлививе категории во сообраќајов, велосипедисти, пешаци и моторциклисти? На зима не е опасно, пошто во помал број се, али на лето е многу страшно со скутерчинава. Возат деца, да речеме ето малолетни, без тие што му ги дадат потврди, па возат без кациги, па стално се деша на некој да го удри и тие работи. Сообраќајки носом се дешава. Бројките во последните 2 години зборуваат за над 6300 повредени и загинати во сообраќајни незгоди. Околу 30% од нив се велосипедисти и пешаци. Внимавајте, сите сме учесници во сообраќај. Немој да бидеме само бројка во статистиката. Однесувај се совесно, почитувај ги сообраќајните правила, за ваша и наша безбедност. А што е со моторциклистите? Во повеќе градови во Македонија се сериозен проблем. Нивното присуство на улиците навистина предизвикува проблем за останатите учесници во сообраќај. Точно така и таа категорија на учесници во сообраќајот, односно моторциклистите, е една од категориите кои се непосредни предизвикувачи, да речам, или пак ја загрозуваат безбедноста во поголема мера. Тргнувајќи од самото, значи стартување со моторциклот, да ја земиме бучавоста, да ги земиме некористењето на соодветните заштитни средства, кацига, како на возачот, така и на сопатникот, кој е уште по карактеристично, бидејќи сопатникот е поневнимателен од страна на возачот кој го управува моторциклот и управување на моторцикл со несоодветна важечка дозвола, односно пред да се стекне со право за управување со моторно возило, како и со нерегистрирани, односно без регистарски таблички кои ги управуваат истите. Во текот за ова категорија на учесници во сообраќајот, пред текот пред самото започнување на летната туристичка сезона, односно оној временски период кога ова категорија е веќе активна и веќе временските услови дозволуваат што повеќе ова категорија да учествуваат во сообраќај, од наша страна на превентивен план се одржува трибина, се одржува работен состанок, се повикуваат ова категорија на учесници на сообраќајот со соодветен представник од нива страна, како Сдружение на возачи, претседател на Сдружение на возачи и останати кои би сакале да присуствуваат на таа трибина со наше присуство и укажување во поглед на овие претходно напомени, што претходно ги напоменав, во поглед на сите прекршоци кои би ги чинеле, а со цел да биде подобрена безбедноста во патниот сообраќај, односно да биде подобрена нивната безбедност при самото управување, односно движење со таа категорија на возило.
а и на еден начин да биде обезбеден и мирот и спокојството на граѓаните. Точно така, ние имаме и се очуваме во текот на летниот период, посебно кога доаѓаат и од друга страна на подрачјето на територијата на Република Македонија, па и од настрана, реакции од страна на граѓани кои дошле веќе да го најдат мирот и спокојството тука, да одморат во ноќните часови, а се случува да се пријавуваат такви настани со тоа што таа категорија на учесници во сообраќајот ние во одредени моменти ги санкционираме доколку бидат нормално затекнати со соодветни мерки, законски мерки, согласно законските прописи во однос на бучавоста надвор од пропишаните бучавост, односно пропишаната бучавост за дозволена која е за да не ја надминува согласно законските прописи. Смилевски, какви се податоците на испитниот центар во Охрид за 2014 година? Пред се, добар ден за гледачите на македонската телевизија за емисијата Сообраќајна хроника. Би ви ги презентирал податоците од испитниот центар Охрид за град Охрид. Значи, вкупно во испитниот центар, значи во Охрид, пристапиле 696 кандидати, од кои 517 значи положиле, 179 не положиле или тоа во проценти би дошло 74%. Од оваа вкупна бројка за помладите категории, односно за националната М категорија, 33 кандидати пристапиле на испит, од кои 26 положиле, значи, или во проценти тоа би било 79%, додека за помладата генерација, односно за категоријата Б со 16 години, значи постари малолетници, вкупно пристапиле 25 кандидати, од кои 17 положиле, или во проценти тоа значи 68% положиле за Б, значи категорија постари малолетници. Каква е соработката со локалната самоуправа? Дали заеднички донесувате одредени сообраќајни решенија? Па, при редовните работни задачи од страна на полициската станица за безбедност на патниот сообраќај, односно Министерството за внатрешни работи има надлежност и обврска да врши контрола на патот и патната сигнализација. Со тоа што дали во поглед на хоризонталната, вертикалната и останатите патни објекти. Од наша страна се констатираните недостатоци во поглед, дали било на хоризонталната сигнализација, дали било на вертикалната, дали на светлосна сообраќајна сигнализација, тие податоци се презентираат до локалната самоуправа, односно одделението за сообраќај, со тоа што заеднички во одредени моменти излегуваме теренски уви, се прави заеднички со представник од локалната самоуправа, односно одделението за сообраќај, и веќе таквите заеднички заклучоци веќе се донесуваат и за одредени промени веќе се изготвени и проект планови веќе се изготвени и веќе поставени. Дали било велосипедски патеки, а имајќи во предвид може да се види дека веќе се поставени на одредени места и забавувачи на брзина, зголемена, бројка поставени забавувачи на брзина, посебно на оние места каде што имаме образовни институции, односно школски установи, каде што фреквенцијата на пешаци е поголема и истите треба да бидат заштитени во тој дел на патот каде што возилото навремено да го запри возачот навремено да запри возилото, да пешаците ја пременат безбедно улицата, односно она најранлива категорија пешаци, ученици кои се движат од домот до училиштето и се враќаат, а треба да ја пременат улицата пред самата школска установа. Каква ви е соработката со Министерството за внатрешни работи? Па, можам да речем и безпрекорна. Таа соработка, јас ја гледам, јас како лице задолжено за односи со јавност во одделението за комунална дейност и сообраќај при општина Охрид, ја делам на два аспекти. Соработка во секојдневното работење и соработка при ајде да речам спроведување на контролните механизми како на сообраќајната полиција, така и на инспекторската служба при одделението за сообраќај и улици при општина Охрид. Значи имаме секојдневна соработка од аспект како што веќе напоменав на безбедноста на сообраќајот, меѓутоа и на контрола на самиот сообраќај, контрола на такси превозот, автотакси превозот, контрола на посебниот линиски превоз и онаа соработка која што морам да ја посебно да ја регламентирам пред вас е тоа соработката во поглед на образовната дејност. Како што знаете, согласно Законот за образование, општините имаат големи ингеренции при
во самиот образовен процес кој се случува во нивната општина. Нашето одделението за комунална дејност и сообраќај има важна улога во тоа, посебно во поставувањето на хоризонтална и вертикална сигнализација пред самите училишта, значи они информативни табли на училиштата да бидат јасно обележани, она вертикалната сигнализација да биде уредно поставена, оние познати така наречени лежечки полицајци или успорувачи на брзина да бидат поставени на соодветно место, и за таа цел имаме посебна координација со сообраќајната полиција при сектор за внатрешни работи во Охрид. Како посебен проблем кој што ја мачи општина Охрид и го мачи одделението за сообраќај и улици при општината е проблемот со безбедноста на патиштата, за подобрување на безбедноста на сообраќајот да се изградат нови 5 кружни текови низ целата територија на општина Охрид, и со досегашните 4 кружни текови да бидеме општина со вкупно 9 кружни текови. Како што знаете, како што не е добро познато во теоријата на сообраќајот, кружните текови кои што функционираат низ сите општини на територијата на Република Македонија го дадоа својот резултат. Првенствено тие имаат за цел да ја намалат брзината на моторните возила учесници во сообраќајот и да зголемат фреквенцијата на сообраќајот, значи да биде порастеретен сообраќајот на даденото место, а и основната цел за од која што сме и ние водени да ги изградиме тие кружни текови во општина Охрид е да се зголеми безбедност на сообраќајот на целата територија на општината. Овде сме покрај еден кружен тек, ова е еден од повеќето во градот. Колку тие го олеснија сообраќајот? Па, направената анализа од самото изградување, самото пуштање во сообраќај овие кружниот тек, како ова и останатите што се направи, е веќе подобрена безбедностната состојба во поглед на и на догодини на сообраќајни незгоди. Значи намалена бројка на сообраќајни незгоди, зголемен приливот и проточност на сообраќајот, посебно во текот на летниот период, каде што веќе е елиминирано во наша страна присуството, или присуството е сосема минимално во поглед на физичко присуство тука, додека на останатите фреквентни раскрсни каде што се семоризирани, мора да има присуство од наша страна заради физичка регулација на истата, а со цел побезбеден и поуреден и проточен сообраќај. Што е она што недостига во градов? Има ли доволно велосипедски патеки, пешачки или можеби недостига паркинг? Охрид е прочуен за паркинг дека недостига, поготово во летниот период. Тоа е јасно, нас сите го знаеме. Од улиците како сте задоволни? Улиците? Па релативно се добри. Сега има тука баш кај Дончо има 2-3 дупки, кој гледам веќе неколку месеци, а за тоа не треба многу пари и може да ги направат. Тука таа сепак туристичка е на излез на Охрид, треба со време тоа да се направи. Има дупки така кратки се, кога ќе удри колата, а мора да се регистрира. А што е со паркинг просторот? Паркинг просторот во моментов јавните градски паркиралишта функционираат во рамките на јавното претпријатие Билјанини извори. Паркинг просторот, како и се во Охрид, е горливо прашање во текот на летниот период. Преземаме сериозни мерки во таа насока, со тоа што веќе изготвен проект за изградба на катна гаража, со што ќе го растерети и ќе го реши во голема мера тој проблем со паркинг просторот и со јавниот паркинг простор. Планира да катната гаража да биде градена некаде на средина на булеварот на Туристичка, во близина на градскиот пазар, и како што реков, изградбата на катната гаража ќе реши голем дел од тој горлив проблем, како што го нарековте со јавниот градски паркинг на територија на општина Охрид. Велосипедистите важат за една од загрозените категории во сообраќајот. Што правите во тој однос? Дали има доволно велосипедски патеки во градот? Добро, со оглед на тоа што како велосипедизмот како појава зема посебен замав, се јавува, морам да признам дека се јавува дефицит на велосипедски патеки, за што е директно известен и градоначалникот на општината со посебен проект за реконструкција на велосипедската патека надолж булеварот Туристичка, кој што е најголема улица во општина Охрид. Во 2015-та отпочнуваме со реализација на тој проект, каде што посебно место во самиот тој проект има велосипедските патеки и
и пешачките патеки, посебно внимаваме на тоа. Отвараме нови велосипедски патеки на периферните делови од градот, како што знаете, летната сезона е богата со секаков вид на гости, па меѓу другото и со велосипедисти, тие го користат потегот од сообраќајната полиција на кај блиските плажи. Претходно напоменавме дека одредена категорија на учесници во сообраќајот дека не ги почитуваат сообраќајните правила и прописи, односно му ја загрозуваат безбедноста на останатите учесници во сообраќајот. Ево овој контекст каде што се загрозува безбедноста на сообраќајот од страна на возачи на возила. Истата се загрозува во онаа мера каде што му се попречува движењето без разлика дали бил како учесник во сообраќајот со велосипед, или пак како пешак и така натака. Возилото оставено, паркирано или непрописно запрено на место каде што ја загрозува безбедноста на тие учесници во сообраќајот. Посебно на велосипедски патеки, на пешачки премини, на тротоари, каде што таа површина е наменета за други учесници во сообраќајот. Во таа носака, во соработка со општина Охрид, односно од предпријатието, јавното предпријатие Комуналецот Охрид, со специјалното возило Пајак, тие возила се отстрануваат од тие места, бидејќи истите представуваат пречка за нормалното одвивање на сообраќајот и ја загрозуваат безбедноста на останатите учесници во сообраќајот. А со цел да биде уреден, проточен и безбеден сообраќај за таа категорија на учесници во сообраќајот, безбедно да се движат по тие површини кои се наметни за нив, истите ги отстрануваме со присуство на тоа специјално возило Пајак, со наш представник од полициски службеник кој ги врши тие работи во тој временски период, се носат во јавното предпријатие Комуналец, каде што трошокот за подигнувањето е на сопственикот од возилото, односно на тој кој веќе го направил прекршокот, а за соодветниот прекршок што е направен, што било веќе возилото поставено на тоа место непрописно, за истиот има соодветна санкција, односно репресивна санкција, казнена глоба. Дали сметате дека кампањата на владата, почитувај ги правилата, почитувај го животот, вроди со плод и се зголеми на еден начин безбедноста во сообраќајот? Па точно така, од секојдневната контрола во сообраќајот, односно при секојдневните работни задачи од страна на полициските службеници, може да се констатира, да се уочи дека прекршокот неносење на сигурносен појас е значително подобрен, односно намалена е бројката на учесници во сообраќајот кои не користат сигурносни појаси. Сепак проектот на владата на Република Македонија во соработка со Министерството за внатрешни работи и Републичкиот совет за безбедност на патниот сообраќај е во добра насока и се уште се применува, односно се уште се работи на таа едукација, покрај она што претходно го напоменавме дека мобилниот телефон и појасот е една карактеристична појава каде што е и предуслов, односно после догодена сообраќајна незгода, може да заврши со катастрофална последица. А што е со брзината? Брзината значително во поголема мера, во поголем процент е намален како прекршок во однос на она поголема брзина, а она брзина сепак до ограничувањата, до одредена ограничување до 30 км/ч во населено место или до 50 надвор на населено место, сепак имаме намалување на тој вид на прекршок, зголемување на тој прекршок. За разлика од оној прекршок каде што е по ригорозен, односно над 50 км/ч надвор на населено место и надвор во населено место исто над 50 км/ч. Надлежните од полициската станица за патен сообраќај во Охрид не ги соопштија податоците и не информираа за општите состојби во сообраќајот. А исто така и од локалната самоуправа не информираа за состојбите во сообраќајот и за она што тие го превземаат за зголемување на безбедноста во патниот сообраќај. А граѓаните пак ги кажаа своите забелешки. Но како и да е, Охрид, за да го оправда епитетот монденско место, меѓу другото, треба да понуди и квалитетен и безбеден сообраќај. Ете, ова беше нашата сообраќајна разгледница од Охрид. Пријатно!